Добро вечер, најново издание на Дневникот, во него ќе гледате. Во браните доволно вода за до септември. Се одбележува Меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Емисијата за Куманово на Маријан Стошевски одбележа јубилеј. Во браните има доволно вода за до летниот период, информираат од предпријатието Водостопанство Кумановско-Липковско поле. Велат, се зависи од временските услови. На браните Глажња и Липково во моментов има околу 14 милиони метри кубни вода, кои би требало да бидат доволни за идниот период за снабдување на вода за Куманово, информираат од Водостопанство Кумановско-Липковско поле. За наводнување за земјоделците велат ќе биде неизвестно до почетокот на сезоната до 15 април. За да би се задоволила целосната потрошувачка, велат неопходни се уште 4 до 4,5 милиони метри кубни вода. До почетокот на сезоната за наводнување очекуваме приливи на вода кои ќе бидат доволни да ја истуркаме и оваа сезона успешно како и минатите. Притоките кои се влеваат во браната Глажња имаат доволно количини на вода кои ја покриваат количината на вода која се троши за градот Куманово во овој момент и очекуваме поголеми дождови за да се подигне нивото на двете брани. Исто како и минатите години, навремено ќе ги известиме земјоделците кои денови ќе имаат вода за наводнување, а кои ќе немаат. Значи ќе има рестрикции и тоа зависно од количината на вода, дали ќе има 2 дена во недела за наводнување или 3 дена во недела. Водостопанство од 31 јануари го исклучи и бајпасот кон водовод. Надлежните информираат дека преку истиот се троши голема количина вода, иако водовод Куманово користи само 150.000 метри кубни од тој цевковод, но појаснуваат истиот мора да биде полн за да може да стигне водата под притисок до филтер станицата. Поредбено од 2019 година па до сега имаме константно иста количина на вода за овој период од годината. Затоа што го исклучивме, како што кажав, бајпасот и затоа што минатата година имавме рестрикции спрема земјоделците за да се зачува доволно ниво на вода за да не го ставиме во ризик градот Куманово. Критично ќе биде во месец август и се зависи од временските услови кои ќе бидат во наредниот период. Со оваа количина на вода, знаеме дека до крајот на август ќе има за градот Куманово. Бајпасот повторно ќе биде вклучен на почетокот на сезоната за наводнување 15 април. Во текот на вчерашниот ден, екипа на територијалната противпожарна единица Куманово интервенирала на 2 локации и тоа на запалена сува трева на автопатот Куманово-Скопје кај Патарина и на улицата Иво Лола Рибар каде што гаснеле запалено ѓубре. Информира регионалниот центар за управување со кризи во дневниот билтен. Денеска во светот се одбележува Меѓународниот ден на мајчиниот јазик, прогласен од УНЕСКО во 1999 година во насока на промоција, негување и афирмација на сите јазици што ги користат народите во светот. Јазикот е нашата врска со корените, но и единствен пат кон иднината. Истакна по повод денешниот ден професорката по македонски јазик Сонја Тодоровска. Јазикот е нашата татковина е една од најпознатите реченици на истакнатиот македонски писател, лингвист, книжевен историчар Блаже Конески. Тој бил и еден од кодификаторите на современиот македонски литературен јазик, а во кодификацијата се водел од принципите за јазикот кои претходно ги навестил преродбеникот Крсте Петков Мисирков во За македонските работи. Денеска светот го одбележува Меѓународниот ден на мајчиниот јазик 21 февруари, прогласен од Обединетите нации ЮНЕСКО во 1999 година, а во насока на промоција, негување и афирмација на сите јазици што ги користат народите во светот. Мајчиниот јазик е јазик кој што го учиме од нашите баби и од нашите мајки. Наша обврска е истиот во таква форма, во такво богатство и звучност да го пренесеме на нашите идни генерации. Јазикот е нашата врска со корените, со историјата. Но исто така јазикот представува и наша врска и единствен пат кон иднината. Борбата за кодификација на македонскиот јазик
започнува со името на Крсте Петков Мисирков, втемелена во делата на сите наши литературни дејци и природбеници, преку Ѓоргија Пулески, па се до Блаже Конески. Мислата, јазикот е нашата татковина, треба да биде наш аманет, светост, но и обврска да го чуваме, почитуваме и негуваме македонскиот јазик. Затоа што јазикот ја определува нашето постоење и нашето обстојување, битисување во времето и просторот. Грижата за македонскиот јазик не треба да биде оставена само на професорите по македонски јазик, литература, книжевници и учители. Грижата за јазикот треба да представува дел од животот и начинот, стилот на живење на секој човек. Затоа што со јазикот го определуваме нашето постоење, битисување во времето и во просторот. Во светот постојат повеќе од 6000 јазици, од кои што само 200 или помалку од 200 јазика се меѓународно признаени и кодифицирани. Дотолку е поголема нашата обврска како народ и како нација да го чуваме, да се грижиме за правилна употреба на македонскиот јазик, затоа што македонскиот јазик се наоѓа во групата на меѓународно признаени и кодифицирани јазици. Правото на употреба на мајчиниот јазик е неприкосновено право, затоа што секој човек најубаво мисли, се изразува и се разбира на својот мајчин јазик. Јас мислам, читам, пишувам и љубам на македонски јазик со кирилско писмо. Според професорката по македонски јазик Сонја Тодоровска, меѓу другото особено загрижува фактот што се поголем број ученици читаат литература на немајчин јазик. Можам да кажам дека сум задоволна од тоа дека читаат, но што читаат и како читаат, може би е прашање за размислување и за разгледување. Загрижува фактот што поголем број од учениците читаат на немајчин јазик. Загрижува фактот што родителите дома се повеќе ги учат своите деца или престиж им е нивните деца да научат што поголем број на зборови на странските јазици во состојба кога се уште го нема доволно добро совладано македонскиот или мајчиниот јазик. Грижата за јазикот кој што ја определува нашето постоење и нашето битисување мора да биде дел од животот на секој од нас. Меѓународниот ден на мајчиниот јазик во Скопје е одбележан со пригодна манифестација организирана од Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков. Во спроведената засилена акцијска контрола на територијата на Македонија за санкционирање на прекршоци на возила со кои се врши јавен превоз на патници во текот на вчерашниот ден. Во период од 8 до 12 часот санкционирани се 32 прекршоци, од кои 19 поради неисправен уред за запирање. Како што денеска информира од МВР, упатени се на вонреден технички преглед 200 автобуси и други возила кои вршат јавен превоз на патници. Жените од граѓанската иницијатива За наше Куманово организираат трибина на тема семено насилство и негова превенција. Повеќе во прилогот што следува. Во организација на клубот на жени при граѓанското здружение За наше Куманово синоќа во Занаечискиот дом се одржа трибина насловена семено насилство и негова превенција. Пред кумановци се обрати претседателката на клубот Оливера Николовска, која истакна дека се почесто се слуша за жртви на семено насилство. Се повеќе и секојдневно во медиумите слушаме тажни приказни во кои што се соочуваме со една нереална слика на едни дисфункционални семејства, каде што син убива татко, каде што татко малтретира ќерка, каде што родител злоставува свое собствено дете, каде што жената за жал е жртва на својот сопруг или пак обратно, во понова историја се повеќе и повеќе имаме случаи каде што и мажите пријавуваат семено насилство, можеби не во форма на физичко насилство, но мораме да потенцираме дека психичкото насилство се повеќе и повеќе е во подем кај мажите. На трибината се обрати доктор Крсте Маљановски, која истакна важноста на институциите, централни и локални невладините организации, кои мора повеќе да придонесат при решавање на овој проблем. Трпените искуства од светот покажа дека итната реакција и отстранувањето на домот
во домот на сторителот е најголемата превентива во целата ова многу лоша состојба што може да се како што се делува. Ја во оваа прилика би сакал да напоменам и неколку точки со кои законот ги опфаќа, а тоа е итните мерки, не знам, предпоставам дека многу од вас сте ги прочитале, итните мерки кои што предвидуваат притварање, односно затварање на сторителите од 10 до 30 дена, со тоа веднаш реакција, со дополнително одобрување од правосудните органи. Значи, се случува делото, доаѓа полицијата, го тргнува од местото на станување и после тоа го со допис до реагира и судот. Сакам да кажам дека неспорна ни е желбата да сите институции активно работат. Затоа што без тој ланец на соработка навистина нема да можеме ништо да направиме. Законот е фактички и превентива и мотив за да се смали бројот на овие дела. Загрижувачки е тоа што во дел од овие сторители и од видот, знаеме, оние основни 4 или 5 категории што се значи, физичкото насилство, психолошкото, сексуалното, економското, се вметнуваат и други кривични дела кои се актуелни. Сајбер нападите, потоа имаме демнењето како ново кривично дело. Дела многу опфаќа, единствено што значи треба да се спроведе. Во светот е вообичаено, ние имавме исто така урнек од Америка, каде што најсоодветно казнување, односно спречување, беше 8-дневен притвор. Во дебатата учествуваа и психолози, граѓански активисти, советници. Полициски службеници од СВР Куманово по преземени мерки и активности ја лишиле од слобода. МЗ, 24 години, од Куманово. Таа се сомничи дека во 2019 година подметнала пожар во куќа на улица Гоце Делчев. Таа била приведена во полициска станица и во службен разговор го признала делото. По целосно документирање на случајот против неа ќе следува соодветна пријава. Во Занајчискиот дом денеска со пригодна свеченост беше одбележано 150-тото издание на емисијата за Куманово од авторот Маријан Стошевски, а во реализација на Телевизија Плюс. Пред присутните се обрати градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски. Академици, артисти, музичари, поранешни политичари и спортисти, сите кумановци кои што учествувале во емисијата за Куманово, денеска се собраа во Занајчискиот дом да го одбележат 150-тото издание на авторот Маријан Стошевски, а во соработка и реализација на Телевизија Плюс. Станува збор за емисија која преку различните животни приказни на учесниците ја негува традицијата, староградскиот живот и навиките во нашиот град. Се емитува од 2019 година. Во првата емисија гостува кумановецот Мирослав Стојанов, а во јубилејната 150-та емисија госте професорката Славица Станковска. За емисијата за Куманово доста се зборува во градот и голем број наши сограѓани со задоволство ја гледаат. За жал, емисијата од ваков тип остана засега единствена во Република Македонија и се надевам дека другите градови ќе го следат нашиот пример. Имав многу неформални средби со моите кумановци на улица, на кафе во некој локал и голем број од нив дава подршка за емисијата. И она што ме прави горд, стекнав многу нови пријатели. Посебно задоволство ми представува што во изминатиот период ми се јавија сограѓани од Швајцарија, Германија, Австрија, Италија и други држави кои иако во туѓина, гледајќи емисијата, барем се моменте заборавиле на носталгијата. Што да кажем, во емисиите моите сограѓани зборуваат за едно квалитетно време, кое беше окарактеризирано со голема човечност, со хуманост, почит, искрена љубов, насмејани луѓе, ведрина во секој дом, спортски надмудрувања на терените, играње на снег, играње джелик, лопови и жандари, игри
кои за жал сега ги снема. Понатаму шега, смеја, забави во нашата спортска убавица Соколана, играјќи во гимназија, во пожарна, во поранешен дом ЈНА, а сите овие работи беа кажани и пренесени преку прекрасните фотографии кои ги имаше во многу голем број на Телевизија Плюс. Јас после секоја емисија бев многу задоволен бидејќи дознав многу нови работи кои Куманово го смести во моите мисли како нешто многу важно и значајно. Верувате, многу засака во оваа емисија затоа што знам дека правам работа која може да послужи како пример за генерациите кои доаѓаат и кои од тоа време може да извлечат поучни работи, а кои ги имаше во изобилство. И стварно сам горд што сум градоначалник на еден оваков град кој што има плејаду на овакви успешни луѓе. Ке кажу луѓе у средни години, не може да кажу стари. Нема многу стари. И тие што су по године стари и возрастни, уствари удушував дека гледам дека су млади. Пошто наша партизанка вика ни кај ќе ме примиш на средбу и на састанак да си помуабетимо малце. И ќе ми биде чест не само с вас, со што повише од вас присутни овдека да помуабету. Спомнамо го Соколан. 100 години ќе славиме овој годину. Сви политичари го вртемо низ уста. Никој не успеамо да го направи. И решимово се да го правимо. И два пат до сега и јучера па лоша вест. Па ни ga укинале решение за градбу. И стварно се чуду зашто. Не знам зашто. Дали ако успех на некога да го направи, ќе биде негов личен успех? Не. Тој ќе биде успех на сви. Поново, пошто е објект од прву категорiju, гледам го архитект Джартова тамо и овдека нjenога супруга и го разбирав сви архитекти работу, издава држава дозвол, не издавамо ми. Конзерваторски центар таман даде согласност, вика не може да се прави, зашто? Не ми е јасно. Предходно пари не ги зимава, ставимо 10 милиона. Ке ставимо još 10, Куманово е ставилна општина, озбилна. Добро стоечки смо, сега моментално имамо пари, можемо да работимо, ама како и да е, ми ќе го направим. За Куманово су напишани многу книги, многу монографија, али еве покрај овој емисија на некој специфичен начин, исто тако и преко ваши излагања, смо сведоци на историја на овој град. Значи, многу работе покрај сви вас, чусмо овој емисија за кој што веројатно за поголем дел од нима не смо знале, тој ќе биде забележано. Многу ми е драго што е тако и ќе биде многу вредно за овој град. Јас се надам дека Мако ќе продолжи у тој правац и натаму и дека ќе чуеме уште многу интересни приказки кои што до сега не су чуени. Еве покрај овој модерну технологија да кажу, све тој може да дојде и до други луѓе надвор од наш град, у целу Македонија, па и пошироко. На тој начин и други да се запознајат со историјата на наш град и, што е најважно, да се запознајат со наш кумановски дијалект. На денешниот настан по повод јубилејното издание на За Куманово од името на сите учесници во емисијата пред присутните се обратија поранешниот судија и декан на правниот факултет Симеон Гелевски и професорката Јагода Томовска. Видите, неповторлива е радоста и честа на сите нас, веќе докажани, веќе афирмирани во Република Македонија па и надвор и пошироко, да имаме шанса и убава можност да се представиме на граѓаните на родно Куманово и уште на кумановски јазик. Прекрасно и незаборавно. Дури ја имаш и проблем у почетокот, затоа што ете зборуваме македонски, па онда беше некоја мешавина, убав меланж испадна. Но во ова време, па и не време, да се направи таков убав гест, секако дека ја враќа вербата во корените на заедништвото и почитта на сограѓаните, па и на оние кои својот животен пат го продолжиле надвор од Куманово. Можам да кажам дека емисиите привлекуваат огромен интерес меѓу населението од градот, а со оглед дека се водат на кумановски дијалект, кој е специфичен, не може да биде добро разбран од останатите градови од државата, но така е замислен проектот.
И посакувам голем успех на емисијата и го честитам јубилеот за досега 150 реализирани емисии, со желба истите да се редат во што поголем број и во иднина, помагани од нашите стопанственици. Авторот на емисијата Стошевски се надева дека проектот успешно ќе продолжи да се реализира и наредните години, секако со поддршка на Телевизија Плюс, Општина Куманово и бизнис заедницата. И во продолжение вести од Македонија. Екипите на Министерството за внатрешни работи започнале со проверките во дел од објектите за кои утрово пристигнаа закани дека во нив се поставени експлозивни направи и утврдиле дека станува збор за лажни пријави. Како што информираат од Министерството, проверките се завршени во трговскиот центар ГТЦ, трговскиот центар Истгейт Мол, хотелот Мериот, музеј на град Скопје, спомен куќата Мајка Тереза, транспортниот центар Железничка и автобуска станица, трговски центар Бисер и Джевахир Холдинг. Веднаш по добиените пријави од полициски службеници се преземени соодветни мерки и активности, извршени се потребните проверки од тимови за антитерористички проверки и утврдено е дека станува збор за лажни пријави, информираат од МВР. Закана беше испратена на електронските адреси на повеќе медиуми, но и на мејлот на Министерството за внатрешни работи. Сепак објектите на медиумите и на МВР не беа цел на заканата. Здравствените работници од сите јавно-здравствени установи во земјава, освен клиничкиот центар Мајка Тереза, утре ќе протестираат од 10 до 10:30 часот. Протестот го организира самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Македонија, кои денеска ги известиле директорите на здравствените институции. Во најавата се вели дека протестот ќе се организира во дворните површини на установите во време на паузата од 10 до 10:30 часот и дека од протестот е изоставен клиничкиот центар. Здравствените работници се револтирани бидејќи им доцнеше јануарската плата. Поради хакерски напад на системот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на 7 февруари дури вчера почна исплатата на јануарската плата. Фондот вчера најави дека сите ќе добијат плата во наредните 48 часа. Просечната старост на вработените во пекарската индустрија е 57 години. Кога ќе одат во пензија, не ќе има кој да ги замени. Компаниите од оваа област и сега се соочуваат со проблеми поради недостиг на квалификуван кадар. Младите воопшто немаат интерес за пекарската струка, ниту се заинтересирани да бидат собственици на пекарници, покажува најновата анализа на Стопанската комора. Како што беше речено денеска на пресконференција, ситуацијата е алармантна, а дополнително ја комплицира тоа што дел од процесите во пекарската индустрија не може да се автоматизираат за да се компензира кадарот. Комората најавува поддршка за своите членови преку преквалификација и доквалификација за бараните вештини. Во пресрет на Меѓународниот ден на жената, 8 март, Фотоклуб Куманово од Куманово во соработка со училиштето Кочо Рацин беше домаќин на предавање на тема Жената во уметноста денес, кој имаше за цел да ги разбуди креативните нишки кај младите девојки ученички кон послободното творење и отварање кон светот на уметноста. Меѓународниот ден на жената, 8 март, е потсетник да запреме, да го согледаме и славиме напредокот на жените низ историјата. Историја која сведочи за борба на храбри и достоинствени жени со цел обезбедување на подобра позиција на жената во сите сфери во општеството. Општество ослободено од стегите на родовата нееднаквост, општество отворено за промени и нови предизвици. По предавањата следуваше работилница, кратка фотошкола изведена од членовите на клубот. Работилницата за фотоедукација е пропратена со теренска настава, фотографирање надвор. Најдобрите фотографски записи кои ученичките од 8 и 9 одделение ќе ги направат ќе бидат изложени на изложбата Жените и фотографијата, која традиционално се одржува на 8 март во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Времето денеска во Куманово беше сончево. Максималната температура се искачи до 17 степени, а минималната беше 0 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат сончево време. Дневната температура ќе достигне 19 степени, а утринската ќе биде 1 степен. Ви благодарам за вниманието. Останете со програмата на ТВ Плюс и имајте пријатна вечер.